Добродојдовте ученици во една од посовремените биолошки науки, а тоа е генетиката. Добар ден, ученици! Денес постепено ќе се запознаваме со основите по генетиката. Започнуваме со лекцијата наследување на особини. Ова е лекција по биологија и е наменета за учениците од 9-то одделение. Да се потсетиме прво. Кои се заедничките процеси на сите живи организми? Тоа се животните процеси како исхрана, дишење, движење, реагирање на средината, приспособување кон животните услови, растење, развивање, размножување и потоа доаѓаат процесите од областа на организацијата, односно тука спаѓа организација на живите организми во две групи, и тоа едноклеточни организми, тука спаѓаат животните и растенијата, кај кои сите животни функции се одвиваат на ниво на една клетка и повеќе клеточни организми кои поседуваат различни нивоа на организација. Тука веќе спаѓаат посложено градените животни и растенија. Кај повеќе клеточните организми, организацијата се одвива од ниво на клетки, при што повеќе клетки градат ткива, повеќе различни ткива градат органи, повеќе различни органи кои што вршат слична функција, градат органски системи, а на крајот склопот од сите органски системи да го дава организмот. Тоа може да биде растителен организам или животински организам. Потоа, живите организми се карактеризираат по тоа што имаат клеточна градба, бидејќи сите живи организми, било да се тоа растителни или животински, организми се изградени од клетки. Се разбира, животните се изградени од животински тип на клетки, а растенијата се изградени од растителен тип на клетки. Како што веќе знаеме, размножувањето е една од основните биолошки одлики на секој жив организам, со што со размножувањето се создаваат постојано нови поколења кои личат на своите родители. Например, од едноклеточното чевличе, парамециум, се добиваат исти клетки ќерки. Од рибата се добиваат риби, од жабата жаби, од гулабот гулабчиња, од волкот волци, од лавот лавчиња и слично. Овде имаме две слики. Слика Е1 на вашата лева страна или налево, каде што е дадено едно семејство на лавови, лав со своето потомство, и слика 2 на вашата десна страна, каде што е даден приказ на мајката носорог со незиното младенче, малото носорогче. При тоа, честопати на сите ни се има случајно некој да ни рече дека личиме на нашата мајка или на нашиот татко, и најверојатно секој од вас се има запрашано зошто има очи како неговиот татко, уста како неговата мајка, нос како неговиот дедо и така натаму. Сигурно, секој од вас се има запрашано барем еднаш во животот како тие особини му се пренесени од родителите. Сличноста на поколението со своите родители настанува како резултат на една природна појава која се нарекува наследување. Преку процесот на наследување, особините на двата родители се пренесуваат на поколението. Особините
što се пренесуваат од родителите на нивните деца, се наречени наследни особини. Значи, секој родител му предава на своето поколение наследен материјал, кој е одговорен за наследните особини. Наследувањето е непосредно поврзано со клетката, односно со клеточното јадро во кое што е сместен наследниот материјал. Што е тоа наследување? Секој знае дека потомците личат на своите родители. Сличноста на поколението со своите родители настанува како резултат на една природна појава која се вика наследување. Наследувањето е пренесување на карактеристиките од родителите на нивните потомци. Особините кои се пренесуваат се наречени наследни особини. Основните носители на наследните својства кај живите организми се хромозомите. Што е тоа хромозом? Хромозомот е основен носител на наследните својства кај живите организми. Хромозомот го добил своето име од двата грчки збора. Хрома, што значи боја, и сома, што значи тело. Во превод, хромозом значи обоено тело или телце. Хромозомот е сместен во јадрото на клетката. А што представува клетката? Клетката е основна, структурна и функционална единица на сите живи организми. Секоја клетка е самостојна целина која ги покажува сите карактеристики на живот, независно од другите клетки. Овде на слика 3 имаме составни делови на 3 вида на типични клетки, и тоа животинска, растителна и бактеријска клетка. Во средината имаме тридимензионална, односно 3D анимација и на растителна и на животинска клетка, а на крајот од сликата имаме 3D анимација од бактеријска клетка. Кои се главните составни делови на животинската клетка? Тоа се клеточна мембрана или обвивка, која што ја издвојува клетката како целина од нејзината надворешна и околна средина. Цитоплазма, тоа е внатрешна желатинозна течност која што ја исполнува клетката и во која што се сместени сите клеточни органели. Потоа во групата на клеточните органели најглавни се јадрото, во кој е сместен наследниот материјал на клетката и митохондриите како главни станици, енергетски станици на клетката. За да го разбереме наследувањето, најпрво треба да ги видиме клетките. Во оваа видео ќе се запознаеме со најразличните видови на клетки кои што постојат во нашиот организам и воопшто најразличните видови на клетки меѓу живите организми. Дали некогаш сте се запрашале од што сме изградени? Од што е изградено нашето тело? Да, ученици, сите ние, сите живи суштества и целиот жив свет е направен од клетки. Тие доаѓаат во најразлични форми, големини и
sprovedуваат најразлични биохемијски реакции. Само човечкото тело има над 100 трилиони клетки, кои што го спроведуваат танцот на животот. Тие се толку мали што дури 10.000 од нив може да застанат или да бидат собрани на врт од игла. Клетките во нашето тело спроведуваат над 500.000 најразлични видови на реакции. Нивната чудесна биохемија дури допрва започнува да се разбира од страна на научниците. Тие не чуваат од разни оштетувања, не чуваат од различни микроорганизми и се разбира, бараат од нас само да се грижиме за себе и за нашето здравје. Нашата наука започна одвај да ги разбира клетките и нивните реакции. Јадрото е најголемата клеточна органела. Јадрото содржи наследен материјал кој е одговорен за сите процеси на клетката, па и за самата делба на клетките, а од тука и за размножувањето на повеќе клеточните организми. На левата страна од слайдот имаме слика која што ни покажува неколку клетки од клеточно ткиво. Всушност на таа слика е прикажан изгледот на хроматинот и хромозомите во две соседни клетки. Гледаме две клетки, од кои клетката што се наоѓа на левата страна во своето јадро содржи хроматин. Хроматинот е кончеста материја која се уште не е организирана или кондензирана во форма на хромозоми. Веднаш до неа имаме друга клетка, кај која што во јадрото хроматинот веќе се згуснал, односно се збил или кондензирал и создал, односно формирал хромозоми. Во јадрото е сместен наследниот материјал. Кога клетката мирува, односно не се дели, тогаш оваа наследна генетска материја има изглед на тенки кончести структури со зрнеста форма и е наречена хроматин, како што гледаме од слика 4. Хроматинот е изграден од една сложена белковинеста материја составена од дезоксирибонуклеинска киселина, накратко речено ДНК или ДНА на англиски јазик, во која се сместени наследните особини. Значи, во оваа ДНК или ДНА се сместени гените, носителите на наследните особини. Овие наследни особини холандскиот научник Йохансен ги нарекол гени. Сите гени кои ги поседува клетката, односно организмот, представуваат генотип на тој организам. Значи, под генотип се подразбира збир од сите гени, односно генетски информации содржани во клетката. И тоа пред да почне да се дели клетката, хроматинот се згуснува, се здебелува и формира хромозоми, како што можеме да видиме кај втората клетка од слика број 4. На овој слайд имаме прикажано хроматин
од јадрото. Значи, налево од сликата гледаме дека во јадрото се наоѓа хроматин во форма на кончести нишки и потоа како настанува негово згуснување или кондензирање, тој преминува во една згусната или кондензирана форма наречена хромозом. Хромозомот е составен од неколку дела. Централниот дел, каде што се стеснуваат краците, се нарекува центромер. Значи, хромозомот има 4 краци. Во средината овие 4 краци преку центромер се стеснуваат. При тоа, на пократките краци, врвниот дел се нарекува теломер. На слика 6 е дадена електрон-микроскопска фотографија на хромозоми во јадро на клетка. Гледате дека овие хромозоми по изглед се токму такви како на цртежите од претходните слики. Исто така и слика 7 ни дава хромозоми во јадро на телесна клетка од човек и тоа припадник на женски пол. Исто така гледаме и на слика 7 дека овие хромозоми имаат изглед на буквата Х или буквата X. Овде имаме електрон-микроскопска фотографија на хромозомите X и Y, кои го одредуваат полот кај човекот, а во случај имаме машки пол. Овие хромозоми му припаѓаат на 23-тиот пар на секс хромозоми или полови хромозоми. Доколку единката има 2X хромозоми, од кој едниот X хромозом го наследила од мајката, другиот X хромозом од таткото, тогаш таа единка ќе биде од женски пол. Ако пак единката во својот 23-ти пар на хромозоми ги има X и Y хромозомите, при што X хромозомот е секогаш наследен од мајката, а Y хромозомот е секогаш наследуван од таткото, тогаш таа единка ќе биде од машки пол. За да се пренесат наследните особини, потребно е да настане полово размножување. При половото размножување, новиот организам се развива од оплодената јајцеклетка која се нарекува зигот. Зиготот, всушност, представува првата телесна клетка на новодобиениот организам со полово размножување. Во зиготот се наоѓаат наследните фактори или материи од двата родители. Во еден организам сите телесни, односно соматски клетки, имаат ист број на хромозоми. Половите клетки, односно гамети, сперматозоиди кај машкиот пол и јајцеклетки кај женскиот пол, имаат двојно помалку хромозоми. Половите клетки кај сите полово раздвоени организми имаат половичен број на хромозоми во однос на нивните телесни клетки. Например, телесните, односно соматските клетки кај човекот содржат 23 пара или вкупно 46 хромозоми во своето јадро. Додека пак
Половите клетки кај човекот, X и Y сперматозоидите и јајце клетката, содржат само 23 хромозоми. При спојување на машката и женската клетка, бројот на хромозомите се удвојува. Значи, оплодената јајце клетка или зигот има 46 хромозоми, по 23 хромозоми од двата родители, и тоа од сперматозоидот на таткото и од јајце клетката на мајката. Ајде сега малку повеќе да видиме за хромозомите. Постојат милиони видови кои што живеат на земјата. Тие видови спаѓаат во 5 царства. Значи милиони видови на живи организми. Меѓу нив сме и нив, се разбира. Овие живи организми поседуваат милиони различни особини, кои што им овозможуваат да живеат во нивните природни живеалишта или во нивната животна средина. Многу од тие особини ги имаат наследено од нивните родители, како што е говорот и градбата на органите и така натаму. Меѓутоа, некои особини се нови. Матрицата за сите тие особини лежи длабоко во јадрото на нивните клетки, во една чудесна молекула наречена ДНК или дезоксирибонуклеинска киселина. Во склоп на таа ДНК молекула се наоѓаат гените. Многу научници се бореле да научат за тајните на наследувањето и тие спроведувале многу експерименти. Сепак, преку нивното посветување, тие успеале. Таков е примерот со научниците Вотсон и Крик, кои што успешно го откриле моделот на дезоксирибонуклеинската киселина, односно на ДНК, поради што и добиле Нобелова награда. Денес, науката, наречена генетика, го преобразува светот. Со генетиката се откриени гените кои што даваат појава на многу болести. И генетиката го менува нашиот свет, сакале ние или не. Различните видови на организми содржат и различен број на хромозоми во јадрата на своите телесни клетки. Така, на пример, коњската глиста има само 2 хромозоми. Винската мушичка има 8 хромозоми. Козата има 60 хромозоми во своето јадро. Срната има 70 хромозоми во јадрото на своите телесни клетки. Рибата има 100 хромозоми, а некои видови на праживотни има дури и до 1600 мали хромозоми во јадрото на нивната клетка. Хромозомите го добиле своето име од двата грчки збора хрома, обоено, или хрома, што значи боја, и сома, тело. Ако ги наблюдуваме хромозомите со електронски микроскоп, ќе видиме дека тие представуваат спирално извиткани ленти или зони во кои се наоѓаат гените. Всушност,
Во тие хромозоми е сместен наследниот материјал, односно гени. Гените представуваат носители на наследните особини или, поинаку кажано, во генот се запишани наследните особини. Најчесто, еден ген е одговорен за една особина, но може и повеќе гени да бидат одговорни за една особина. Најчесто видливите или истакнатите особини кои ги наследуваме од едниот родител, од таткото или мајката, се нарекуваат доминантни особини, а гените кои ги носат таквите особини се нарекуваат доминантни гени. Особините кои не се истакнуваат или не се видливи надворешно се нарекуваат рецесивни особини, а пак гените кои ги носат таквите особини се нарекуваат рецесивни гени. Рецесивните гени не се изгубени. Тие можат да бидат пренесени на втората генерација, например од родителите преку нивните деца на внуците. Што се тоа гени? Гени се носители на наследниот материјал. Тие се сместени во хромозомите. Секој ген има строго одредена градба и се наоѓа на строго одредено место во хромозомот. Гените ги одредуваат карактеристиките на живите организми. Сите организми имаат гени. Гените се пренесуваат од родителите на потомците, односно се наследуваат. Секоја новосоздадена единка за секоја своја особина има по два гена. Едниот ген е наследен од мајката, а другиот од таткото. Гените можат да бидат доминантни и рецесивни. Доминантен ген е тој ген што носи информација за особина што е изразена кај новата единка. Рецесивен или скриен ген е генот кој го има во клетката, но неговата особина не е дојдена до израз, што не значи дека во наредните поколенија нема да дојде до израз. Како животната средина влијае врз гените? Колку и да личат поколенијата на своите родители, тие никогаш не може да бидат потполно исти. Разликите се јавуваат поради мешањето на особините од двата родитела и поради дејството на надворешната средина. Секој организам како засебна единка се развива под влијание на два фактори. Едниот фактор е наследните особини, а другиот фактор е влијанието на надворешните услови. Надворешните услови ги носат разликите кои се јавуваат помеѓу родителите и нивните поколенија. Еве два примери за влијанието на надворешните услови. Во првиот пример, детето може да наследи гени од своите родители за да порасне високо, но ако не внесува доволно храна додека е мало, детето нема да порасне високо. Втор пример, кај генот за изградба на гласни жици и дел од мозокот што го овозможуваат говорот. Сите зборуваме, но дали можеме да се разбереме со секого во светот? Одговорот е не, бидејќи сите растеме во различно опкружување и различни животни средини. Едни зборуваме македонски јазик, други англиски, трети шпански и така натаму.
Што заклучивме од оваа лекција? Заклучивме дека наследување е пренесување на карактеристиките од родителите на нивните потомци. Хромозомите се основни носители на наследните својства кај живите организми. Тие се сместени во јадрото на клетката. Гените се носители на наследниот материјал. Тие се сместени во хромозомите. Гените можат да бидат доминантни и рецесивни. Надворешните услови ги носат разликите кои се јавуваат помеѓу родителите и поколенијата. Пријатно учење, ученици! Ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.